Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухича. Ќе проговориме за тоа што можеме да очекуваме од измените на кривичниот законник, а по однос на менувањето на она што го направи токму како измени на кривичниот законник во 2023 година предходната влада на Димитар Ковачевски. И особено тие луѓе кои беа помеѓу првите во работната група, а сега претендираат пак на високи функции, веројатно како предпоставка дека тоа што го направиле токму е и нешто совршено добро и со самото тоа е предуслов за понатаму да можат и тие да напредуваат. Но добро, тоа е друга тема. Суштината е всушност дали ќе се исправи она што беше направено тогаш и што причини огромна штета по однос на тоа што ја повлече, ја иззема правдата токму од тие редови на високата корупција и високиот криминал и воведе неказнивост и застарување на голем број предмети. Овие измени на кривичниот законник беа поднесени од пратениците на ВМРО ДПМН како предлог измени, кои, велам, би требало токму да ја поправат таа штета од претходно усвоените, да го спречат правниот вакуум и неказнивоста на делата, особено за тие од висока корупција, оние веќе кои застареле и тоа е веќе завршена работа. Треба да се укаже на тоа дека всушност овие предлог измени на кривичниот законник не се нов кривичен законник. Ова се само измени додека се чека да се усвои новиот законник, со што би се спречило дополнително то девастирање, односно злоупотребата на тие позиции на службената положба. И токму ете како што и се вели и од Уставен суд, да се спречи поништувањето на одредбите од кривичниот законник, кои би довеле до целосна амнестија на активните судски предмети и би се создала сериозна правна празнина, односно правен вакуум. Така да, новиот кривичен законник што се подготвува со години, се уште не е готов, а она што беше направено 23-та само дополнително ја направи таа штета, катастрофа, може да се каже. И прашање сега дали барем овие измени ќе го ублажат тоа што беше претходно направено. Евроамбасадорот Михалис Рокас вели дека е потребно сеопфатно решение и нов кривичен законник кој ќе биде усогласен со европското законодавство и стандардите, а во меѓувреме ова нешто со што би требало да се покријат тие празнини за да се премости тој јаз, а не да се прошири. Тој вели дека нема време повеќе за губење. Меѓутоа, Рокас исто така се осврна и на тоа дека и овие измени, а камоли носење на нов кривичен законник, по однос на времетраењето, односно колку се чека на нив, навистина го поставуваат и прашањето дали нешто воопшто конкретно и се размислува да се смени. Токму тој вели дека ВМРО ДПМН 2 години не ја врати казнивоста на корупцијата, а иако лидерот и пратеник Венко Филипче се извини за законот направен од претходникот Ковачевски, ниту пратениците од СДСМ не поднесоа измени на законот за да може да се врати казнивоста. СДСМ имено токму пак сега вели измените на кривичниот законник се спротивни на директивите на ЕУ, дека тие се шминка за спас на криминалците на власт. А токму ете, како што и го подсетува Ковачевски,
тие катастрофални измени, како што вели, и штетата која ја направија во 23-та со тие измени, без оглед на извинувањето на Филипче, нема ништо друго што тие направиле како иницијатива, подеднакво како ниту ЕТВМР ДПМН, кои 2 години ништо не направија. Напротив, Уставен, ако се сеќавате, поставуваше услови, па ги пролонгираше. И сега, всушност, Уставниот суд, со оглед на тоа што се поднесени, дава рок од 6 месеци, односно овие измени на кривичен законник со на тоа дека влегува во собраниска процедура, остава рок од 6 месеци за да се усогласат, односно имплементираат, што значи до јуни 2026 година. А за нов кривичен законник воопшто кој знае кога и дали ќе можеме да зборуваме. Но добро, ајде тогаш ред по ред што може да очекуваме од тие нови законски измени. Дали ќе донесат поголема правда, казнивост за функционерите кои ја злоупотребиле својата позиција, дали ќе спречат застарување, како што овозможи застарување, овозможија тие претходни измени 23 година, или пак ќе бидат уште поблаги во однос на претходните регулативи, нешто што, ако е така, е очигледно надпреварување кој ќе направи поголема катастрофа. А она од 2023 е доволно голема, што повеќе да се направи. Може ли уште поблаги да бидат? Но токму на тоа и предупредуваат и експертите и граѓанските организации. Ете, и обвинителката Ленче Ристовска тврди дека на перфиден начин се заобиколува одговорноста во одредени фази од јавните набавки, дека има декриминализирање на одредени дејствија, што ќе предизвика несакани последици како што е запирање на истраги и судење. Имено таа вели, не може да зборувате за борба против корупција, а да предложите вакви измени. Со предложените измени се остава простор за нови злоупотреби, се декриминализираат одредени поведенија што беа криминализирани кај јавните набавки, повредите се ограничуваат на многу мал дел, а на другите повреди им даваме амине, народски кажано. Во делот на несовесно работење во службата целосно се иземаат од одговорност вработените во органите на државната управа. Тоа се сите вработени во министерствата, полициските службеници и така натаму, кои, значи, сега со овие предлоги измени би се иземале, што значи дека предлоги измените на кривичниот законник според многумина се најмалку еднакво лоши, ако не и полоши. А при тоа се чекаше најмалку 2 години, а велам за измени за нов кривичен законник, кој знае кога и ќе биде, со оглед на тоа што и за овие измени треба да чекаме до јуни 2026. Ете, ова е денешната тема, има доста реакции, значи освен граѓанските организации, па и политичките партии, претежно од опозицијата, и велат дека генерално е ова само лажно враќање на правдата. Така да, за да не должиме, што мислите вие, колку од една страна ќе бидат во согласност со ЕУ стандардите, тоа е она што ни треба за ЕУ, независно уставни измени и така натаму. Може би треба поидеме по обратен редослед, да почнеме ги средуваме работите без кои секако нема да можеме да тргнеме кон ЕУ. Затоа што и уставни измени да направиме, еден куп работи не ни функционираат и комотно и со право може да ни кажат и ќе ни кажат дека не може. Така да ние се надеваме нешто на уставните измени. Да почнеме со преговори, за да добиеме слаба, да паднеме на испитот. Вака барем не ни одиме на испит, не ни ја прифаќаат пријавата за испит. Народски кажано, ете. Токму тоа велат, ајде уставни измени за да дојдете на испит, а на испит немаме што да понудиме. Па да почнеме барем да ги решаваме овие работи, а години ќе ни требаат и за нив. Јуни 26 е најрано да се усвојат измените, велам, по кој знае кој пат, кривичен законник нов, кој знае, со години се чека. Од 23-та со упропастените измени и амнестирање на паѓање на безброј предмети, сериозни, дури, значи, следната година може би ќе видиме некакви измени. Така да, за кои се вели дека се во најдобар случај исто толку лоши. Колку се, значи, со други зборови овие измени
лажно враќање на правдата. Зборуваме за правдата, за правото кое практично не постои во тие високи редови. Токму како што и дотолку повеќе тие се чувствуваат и се однесуваат како да се семоќни. А правда апсолутно одамна нема таму. Таму е зацврстена само неодговорноста. Значи, ова не е да зборуваме за правда во државата помеѓу граѓаните и така натаму. Туку правда, отсуство на правда кое ги штити сите тие високи функционери кои прават криминал. Спасување на корупцијата, со други зборови. И сето тоа, значи, пред се заради нас, а потоа заради усогласување со ЕУ стандардите. Ете ја првата тема, значи, дали, со други зборови, ќе се воведе конечно, гледам некаде, дали се враќа правдата, па кога имало правда за нив? Апсолутно однесувањето веќе нивно и просто едноставно кажано како расте пропорционално нивниот начин на однесување, каде што веќе дури не се ниту обидуваш било што да се скрие, покажува дека сосема комотно и транспарентно го прават тоа, односно дека правда немало или ја нема одамна. Така да не дали се воведува, дали се враќа правдата, дали ќе се воведе воопшто. Ете, тоа е темата за денеска, се надевам интересна, 6091-924-925 и тоа како битна секако. Кој ни е прв, повелете, добар ден. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Кипата, нашот е, ево мене одвреме на време. Да? Така поредко се јаво. Повелете, да. Ова е многу интересна тема. Болно и, што знам, дали да ја речем актуелна или не. Најавата ти беше дека Европската унија тамо до јуни месец кога ќе чека со овие закони. Не е работава да се донесе законите според стандардите на Европската унија. Работава е ние да најдеме судии, а ги имаме, што ќе ги спроведуваат законите, а не законите да ги спроведуваат судиите. Обратно да биде. Треба според законите да ти работат тие судии честни, фамилиарни, достоинствени и без никаков притисок, било од политичка партија, било од влада или пријателство во приватна смисла, туку само според законот, кој ќе биде усогласен со Европската унија за тој закон. Така да, тогаш може да сметаме на правично судење и правна држава и да имаме честни закони и како што треба да бидат во Европска унија. Ја толку би имала. Така. Поздрав и те него. Благодарам. Да, поздрав до вас, повелете кој не следен. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Кога има овци за шишење, ќе има и скапи джемпери за овчарите. Значи, суштината на овие предавнициве што беа предходниве, си донесува закон 2023 да не одговараат кривично за тендери, мендери и такви криминали што ги прават додека се на функција и да им застаруваат. Значи, парата е тука, криминалот е тука. За 4 години мандат може да заработа за 10 животи. Тука е приказната. И сега никому ништо. И да го вратат законот назад, да го прешкртаат новата власт, ќе важи од овој момент понатака. Така е. Значи, повторно ќе бидат амнестирани. А народот 10 кебапчиња да украде, у затвор ќе го стават. И тоа по брза постапка. А другиве милиони крадат, милиардери станава, од опици у джипови влегува и никому ништо. Така. Значи, очигледно дека тоа не се прави од плата. Што имаат куки станови по 10-20 градоначалнициве и другиве што се функционери, директори и така натака. Така. Многу едноставно.
Ама народот е заспан. Само лае на телевизија, само жалопојки, се жали, млекото се покачило 10 денари, 20 денари. Цел народ треба да се дигне пред судство и пред обвинителство. Тука е корупцијата. Новата власт треба да почне со ветинг прво на судството. Значи сите суди и обвинители, све што чувале у фиоков затвор да ги стават. И све што имаат во плата за работено имоти, пари у банки, све да им се конфискува. Дури потоа закон за потекло на имот. Какви овие закончиња, ти реков, ми рече против корупција, бе. Али судот го штитат овие од надвор, затоа што тие судиите ги штитева овие претходниве предавници, а тие се нивни. Благодарам ве, поздравувам. Ете да спомнавте, власта би требала да направи ветинг во судството. Но колку тоа ќе трае? Колку ќе траат тие, колку ќе траеме ние, колку и дали ќе траеме воопшто и како општество, ако работите одат толку бавно, а се чини дека и она што оди, не спомнувајќи куп работи кои не одат воопшто или одат наназад погрешно. Она што евентуално оди неверојатно бавно. Иницирањето или најавата на голема врата за реформи, иницирањето на разрешувањето на обвинителот Коцевски беше од почетокот на годинава. Се заврши ова во декември, неодамна. И тоа многу елегантно. Зошто не беше направено веднаш тогаш? Требаше ли цела година да помине? Сега истото токму еве од ВМРО ДПМН минатата недела по однос на овие измени кои тие ги поднесоа до собранието, и тоа исто во последен момент на веќе продолжениот рок кој Уставниот суд сам си ги продолжи, ако не се лажам, до крајот на септември ли беше или почетокот на септември, се едно, но барем пред 2 месеци најмалку. Им даде рок, па потоа да почекаме. Па сега, значи, на тој продолжен рок, еве ги поднесоа предлог измените. И сега од ВМРО ДПМН велат токму дека овие измени представуваат преодно решение, произлезено од одлуката на Уставниот суд донесена во февруари оваа година. Тоа беше таа одлука на Уставниот во февруари, еве ви ајде до септември завршете. Па ја продолжуваше. Значи, токму ние имаме, почнува годината, ќе направиме нешто. И тогаш го правиме на крајот на годината. Сега видиме в година што ќе се вети во јануари, февруари, да се направи декември следната година. Да смениме уште некој, ама да го најавиме од јануари. Така еве измените сега. И тоа Уставниот ги притисна во февруари, и ете токму и тоа и соопштението представуваат и при тоа преодно решение. Ние со години немаме нов кривичен законник. Преодно решение, а катастрофално уназадување беше ова од владата на Ковачевски измените. Очигледно не случајно. Сите учествуваа тогаш, учествуваа и премолчувајки. Значи и кои не гласаа директно. А со самото тоа што не беа против. И ова е сега, значи, гледате, овие измени поднесени како резултат на Уставниот во февруари, со кое на собранието му било наложено до крајот на годината да го измени законот. И сега, да, до еве го крајот на годината. И тие во последен момент ги поднесуваат, со продолжување на рокот од страна на Уставен суд, со самото тоа Уставен суд сега веќе се повлекува. Нема веќе да го поништувачка одлука од Уставниот суд и сега дава 6 месеци. Сега 6 месеци ќе чекаме до јуни 26 година собранието ги усвои измените. А потоа ќе видиме што ќе ни донесат тие. А нов закон кога? А што во меѓувреме овие 6 месеци? Потоа и стариот може да се функционираат исто. Па се што ново ќе произлезе или веќе што е сторено, а уште не е откриено, ќе паѓа до прва. А потоа овие измени, ако се уште полоши како што велат, што правиме тогаш? А камоли нов кривичен законник или усогласување со ЕУ стандарди? Така да некако ниту се знае што се случува, а и да сакате да видите и тоа што се случува не може да се забележи, затоа што една промена, еден живот, така се случува. Така изгледа. Повелете. Дали се слушаме, повелете. А не ветинги така натам, тоа се процеси, кај кого ќе вие процесуирате ќе. Повелете, се слушаме, да. Ве слушам, повелете, да.
Добро вечер, господин. Добра вечер, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам, повелете. Се погоди последен господин што добар говорник се погоди и јас. Ето, одлично. Кинески фабрик, овој заспан народ, тоа е проста математика и така натаму. Јас се служам со тоа од сега, многу добро ми дојде во мојот вокабулар, знаеш, сите ставаме од некој, знаеш, по балку и затоа стануваме се подобри, ако сме во години. Атрофија имаме, меѓутоа не се секоја година помалку подобри, па додека да оставиме. Атрофија имаме на мозокот, ќе научиме со годините, знаеш, меѓутоа се подобри сме во нашите објави овдека и нашите јуван. Да ви кажам за казнениот законник. Господинот кажа тие претходниот што беше посад. Па претходно со по тој казнени закони што се судеа, господин Исус, сите беа на 5 години им застаре делото. Сите беа криминалци од натрешно револуционарна организација од Белата палата Христо Татарчев. Дали ги знаеш кои се? Милијана Киевски, Гордана Јанкуловска, Никола, сите беа од тој закон судени. Сашо Мјалков, Орце Камчев, Спиро Ристовски, колку да ти ги наброам. Значи сите беа судени по тој закон. И што беа осудени? Им застари делото, ништо. Овој закон малку е полабав, меѓутоа еве да се врати тој закон и тој закон што прави. Зависи само да кажам уште нешто. Гледај кој се бира за државен јавен обвинител, господине. Сопруга на поранешен заменик министер за надворешни работи од ВМРО ДПМН. И сега сакаш правда тука, сакаш да се почитува правдата. Тука е веќе селективна правда, одма можеш да приметиш дека ќе биде селективна. Кој од ВМРО ќе го суда таа? Благодарам ве, поздравувам. Добро, што ви е проблем што тој поранешен заменик министер? Подобро отколку да е поранешен сопруг. А сега веде државната обвинителка. Така да го спомнав и јас тоа и некни вака имате ситуација и успешна жена позади неа поранешен успешен човек кој исто така сега може ќе отиде понапред, уште ќе биде успешен, па потоа таа ќе биде како успешна зад него и така се надополнуваат. А не ако е поранешен сопруг нема ништо тоа, вака подобро. Поранешен заменик, па утре може реално да биде министер, не заменик. Повелете, успешен. Дали се слушаме, повелете. Добар ден, повелете, добра вечер. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ве поздравувам. И исто така, повелете. Видите Исо, старите рекле вака, додека паметуваме, глупавите уживаат. Тоа е стара поговорка. Друго, сакам да си признесам. Против Заев, против овој, против оној, не се преземаа мерки, така? Па нема да се преземи, затоа што тој си ги шета бомбите и за ВМРО. Ако овој зуцне нешто, има бомби и за нив, ке паднат одма од власт. Фактички тоа ти амерички стандард. Така американците прават. Тој стандард го имаат. И овие тоа го користат. Пошто 50% од министрите во ВМРО се поранешните од Груевски. И што овде не е јасно. И сега ние тражиме во јајцето влакно. Не чини ова, гледам партиски има многу клиентела и малку така кога ги слушам, дури се за жалење, како се чипирани, како говорат и ред други работи. Тие исти се луѓе и од една партија и од други си имаат бомби во джепот, овој му фрли бомба, другиот му фрли бомба, и за да не ги фрлаат, и така си ги пуштаат низ вода. И што овде не е јасно? 30 години вака државата ни се води. Што се прават при очи слепи? Тоа го знаат сите, само нека да го искажат. И си седат дома и така. Гледате во Бугарија што се прави, во Грција што се прави. Ние сме за никаде. Сега ки има режим и од Албанија, ки има и од овој и од оној. Тек што ни се спрема, ни те самите не се свесни. И струја и се качи, и храна и се качи, секи и се качи, и водата, и воздухот ки го сопрат. Тие пак дома ќе си седат заветни за едно работно место продадени души. Толку имам да кажам исто, биде ми поздравени се најдобро. Благодарам, поздрав до вас, повелете во друга прилика. Добра вечер, кој ни е следен, повелете. Се слушаме ли со некого, повелете?
Дали имаме некого, повелете? Дали? Да. Дали сте? Се слушаме, Дали? вие сте. Јас веќе Да, ве слушам, повелете. добро, ако ме слушате да почнам да зборувам. Може, повелете, еве и... Добро. Знаковно. Значи, за мене вака ќе кажам. Значи, за мене, во една држава, ако судството не работи, фактички не работи државата, не работат сите структури во државата. Се слушаме, не? Да, сите структури, повелете. Благодарам. Значи, сите структури не функционираат. Еве ќе се вратам назад на времето од 2020 година, го критикуваат Ковачевски и не знам кој. Значи, меѓутоа, каде беше тогашната опозиција, сегашна позиција, значи ние не се слагаме за овие намалувања на драконски намалувања на казниве, со кои што се опфатени голем број на политичари, претежно беа од ВМРО ДПМНЕ, и тие фактички им годеше на нив и пречутно го. Некои од нив гласаа за тие закони да се намалат, некои пречутно чутија и така. Меѓутоа, во една држава, ако не се почитува законот, ако не се практикува законот онака како што е напишан, затоа же ќе кажам еден пример во мојот окрет, имаше случај каде што судија ослободителна пресуда носи за предмет каде што двајца погинуваат во сообраќајка, тројца се вечити инвалиди до крај на својот живот, тој донесува условна казна, 4 или 5 години, не знам колку беше, не е битно ни кој е судијата. Значи, ми се чини, треба да се свати кога се носи закон, законот треба да се почитува. Ако не се почитува законот, поарно нека не се носи, поарно нека нема суди, поарно нека нема извршители, ама апсолутно ни јавни обвинители, апсолутно да ги нема. Затоа што ако не ја вршат работата, кој е фајде, од тие, да речем, суди или шо, како да ги наречеме, носители на правдата, носители на закон. Да, благодарам. Не само фајде, туку довербата во судството покажува дека оди во спротивна насока. Тоа дали овие измени всушност ќе почнат да ја враќаат правдата во судството, вербата во судството, враќајќи ја, односно воведувајќи ја правдата во тие високи функционерски редови, каде што очигледно практично или воопшто не постои, е сосема и табу да се зборува за неа. Нема тоа што беше тоа правда за нив, наспроти народот. Тогаш ќе почне да се враќа и довербата. Довербата не се гради со ова што стана, велам, под наводници се користи како за да се изрази, како израз токму, нели, кебапчињата, 10 кебапчиња. Не се враќа правда со тоа. Она што треба да биде носечкото на правдата, или како безбеден град што треба да е носечки. Фатиле они 200-250 на час. Одлично. Значи, тој систем толку вреден што не ни знаеме колку чини. Но замислете, може да детектира возило кое се движи со над 200 км на час. Тоа треба да се истакне. Сериозно го велам ова, затоа што, значи, без иронија и сарказам, токму околу начинот и на пиарот, на пропагандата, не само пропагандата, туку на информирањето на јавноста. Затоа што само пософистицираните системи регистрираат големи брзини или во лоши услови, временски. Треба да има инфрацрвени и така натаму. Значи, има најголемиот број на тие системи не регистрираат над поголеми брзини. Регистрира 180, 200, кој оди 250, 300 не го регистрира. Затоа, значи, се купува тој систем за да спречиме огромни последици, дивење и така натаму. Тоа треба да е акцентот, тоа ја враќа до вербата. Некога се оди, за еден, факт е дека еден ние ќе казниме, па милиони се дадени за еден ли? Километар, 50-51. Не е спорејќи го тоа. Туку, како да се врати до вербата? Па ќе кажете тоа, еве видете што фаќа се. Како детектира. Во таа смисла и правдата. Не, еве видете правда, овој со 10 кебапчиња го фативме. Во тоа се подразбира и ова јасно 50-51, па за тоа ли се милиони дадени? Од 51, ако загинал од 50 и од 51 ќе загине тој при судар. Работата е тие дивења и злоупотреби, многу уменувања на сообраќајни ленти и слично. Така и тука.
Имаме корупција милионска, имаме уништување, девастирање на државата, злоупотреби на средства, гледате, оштетување сега со земјоделците, директно 7 милиони евра се стопирани. Директно кои чекаат, купиле, инвестирале. Банката ќе им чека наплата. Така со правдата, не еве го фативме овој со кебапчињата или тој гладниот што обил пекара. Затоа е довербата во судството толкава. Туку, еве, направивме измени, еве, вакви случаи. Тоа е тоа, значи, не е 50-51, а тој ќе помине со 150-250. Да, се подразбира и кебапчињата, но дај да видиме. Милионски тендери, да видиме злосторнички здружувања и така натаму. Кои ја срдисаа државата од сите страни. Тоа ја враќа довербата, тоа покажува да имаме добар систем и во сообраќајот, добар правосуден систем, добар здравствен систем, исто така, не дали е антипиретик против температура препишан. Замислете, еве му дадовме аналгинче, парацетамол. Па добро, тоа се подразбира, дајте да видиме направена сериозна интервенција. Тоа е столб на државата на здравството. Така и треба затоа да се и тој што ги спроведува тие работи да ги презентира, не да ги премолчува. Што е направено во областа на правосудството по однос на тие дела? Сакале да премолчите или не, нема што, застарело се што цела држава по 10 кебапчиња да зимала од народот, не можела да направи штета колку тие предмети што ја упропастиле. Повелете кој ни е следен, а застареле. Добар ден, добра вечер, повелете. Се слушаме? Се слушаме, повелете. Видете вака, најубаво е да се легализира арамилуков, плячкава. Ке нема проблем, повуци потегни. Кој како сака, кој колку може, кој колку има, нека грабат сите. Друго решение нема. Колку да стега, не може, Да. Судот е вмешан во криминалот. Јас случајот мој таму го зборувам, првите 120.000 ги зема овој, грабна од нив, вторите, тие за гаранција или од гаранцијата грабна, сега втори 120.000 вика, давај, за да нема предвес, сега тоа е друга фаза. И дојдо тие 120.000, за да нема предвес, и изја дали осетија нешто она, ама јас си се спремих топката за на центар за да се шутни гол, осетија еднаш направја, ама дрпна и од тие тука, сега од прилика јас знам кои се тие, што барат да нема предвес. Не вика барат, значи еден, него барат, хоќе се. Да те ги кажи тој и јас ги кажам. Зато викам да се легализира па нека грабат. Уствари, ние ако сакаме ќе даваме, ако не нека судот, што сака да го прават. Ова држава наша никогаш не може да се исправи. Никогаш. Благодарам. Ништо правилно нема што се води во нашата држава. Не, факултетници не знаат да разговараат. Со државите не знаат да разговараат. Овие не кажат, бугарите не знаат да кажат, да бугарите отворете уставот вие, па... Така, ви благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Се слушаме со некого. Добар ден, повелете. Добро вечер, почитувани. Добра вечер, повелете, почит до вас. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па видете сега, и ја се сложувам со оние гледачи кои кажуваат дека помалку се битни измените на кривичниот закон отколку составот на судиите, а јас би рекол и составот на обвинителите. Каков кадар ќе има обвинителството и истото. Баш убава академија има убав назив Павел Шатев. Баш треба да го удостојат тоа име. Иначе за судија да стани и обвинител некој правник, потребно е од својот живот да одвои 15 години вкупно правен факултет, разни испити и обука кај таа академија. Сега кај кривичните дела,
најважни елементи се умислата на мерата, односно штетата. Еве, например, случајот со Мерцедес со Груевски немаше штета, меѓутоа го осудија. Кај измените пак кај кривичниот закон, никој, сите ја фрлаат вината на ВМРО, а СДС и ДУИ ги изгласа измените на кривичниот закон, а никој пак од СДС и ДУИ и Левица не го повикува Уставниот суд да ги поништи тие измени на кривичниот закон. Иако господјата Кацарска има такво овластување. Меѓутоа сака таа да го поништи, например, покачувањето на пензиите, а измените на кривичниот законник неки да ги поништи. Сега ме интересира, еве Филипче се извини за измените на кривичниот законник. Дали само за тоа ќе се извинува или чувствува и за нешто друго дека треба да се извини вака како прашање? Или пак еве учесниците во шарениот државен удар, СДС и Левица. Дали ќе ни се извинат тоа што ни ветуваа дека ќе добиеме правда и мир, па не изиграа 7 години после тоа? Или само ќе се извини Филипче само за измените за кривичниот закон? Нека еве некој од СДС и Левица нека се каже. Благодарам ве, поздравувам. И да, она што спомнавте и вие, судиите, обвинителите, односно изборот на судиите, односно оние кои го прават изборот, дали се тоа пратениците, како при избор на претседател на ДКСК, или советот на судскиот совет на суди, или советот на јавни обвинители на обвинители. Особено кога го прават изборот едногласно, како сега најновиот случај едногласно со целосна подршка максимална за ВД републичкиот обвинител. Токму од страна на Советот на јавни обвинители. Суштината е во следното: каков ќе биде ВД државниот обвинител е една работа. Но ако е добар, професионален, отпорен, имун на влијанија, тоа ќе значи навистина во исто време. Затоа треба да се, тоа е она каузална причинско-последична врска. Би требало да почне да ја враќа довербата барем во обвинителството, затоа што ќе значи дека тој совет на јавни обвинители навистина избрал вистински човек, односно жена во случај дама. Тоест над позицијата државен обвинител. И дека си ја знаат работата и дека немало притисоци. Особено во случај на такви одлуки, едногласни одлуки. Друго е ако се тие половични, двајца за, тројца против, толку воздржани и така натаму. Тука, значи, нема двоумење. Значи, одлично знаеле, едногласно знаеле кого бираат. И ако биде на ниво на задачата, браво, честитки за Советот, и може да се релаксираме малку, значи, добро е, имаме еден филтер кој добро ги води тие работи, знае што прави. Но ако не е на ниво на задачата, напротив, апсолутно и она малку доверба, односно она воопшто доверба што ја нема, тотално веќе безнадежна да стане ситуацијата. Затоа што подеднакво тоа ќе значи дека не мора да се мисли дека имало влијанија туку, дека се безнадежен случајот и едногласно избрале, значи сите тотално не можеле да видат дека не можеле да видат ни малку одстапување, едногласно избрале. Не можеле да најдат ниту некоја мала негативност. Така да вината е нивна. Ние не гледаме воопшто, никој не зборува за одговорност. Ете и ова, Филипче се извинил, нема иницијатива. 2 години немаше иницијатива ниту од нив. Или претходната председателка на ДКСК. Највисоки оценки избрана од пратениците имали да кажат, еве, ете да се извинат тие, сгрешивме. Како дадовте највисока оценка? Ајде нека даде некој професор највисока оценка. Па и тоа се прави за тоа, па имаме ли нешто? Тотално неосновани оценки или дипломи. Тоа е истата работа и потоа одат работат со тоа. Значи, во таа смисла мора да се има одговорност или заслуга. Браво, универзитет прекрасен, совршен, затоа што од него гледате каков кадар излегува. Ги препознале вистинските интелектуалци кои ни се сега во првите редови општествени, академици.
Така и тука. Каде се пратениците? Кого избравте вие тоа сега? За председател на ДКСК. Утре Советот на јавни обвинители. Кого избравте? Не е во лошо. Ајде да ви честитаме, ако е добра избраната. Едногласно избравте, браво. Немавте двоумење ниту малку меѓу вас. Го избравте вистинскиот човек, односно жена. Повелете, кој ни е следен? Се слушаме ли? Ало? Да, повелете. Исо јас сум? Да, вие повелете. Вака исто. Има луѓе од власта и од опозицијата 25 години се во власта и во опозицијата. Еве, за пример, ќе го земам Антонио Милошовски. Цели 25 години тој не е излезен од собрание и од власта. За измените претходните во 23-та во врска со кривичниот закон, најмногу бил ангажиран за да се смени, бидејќи тој, истиот Антонио Милошовски, одговараше за 4 кривични дела, заедно со татко му. И не знам зошто, толку многу се трудел, повеќе тој работел на тие измени, отколку сите други околу него. За да се спаси, во рете, секој сака да се спаси. Меѓутоа, чудно ми е што на секое излегување Мицковски ги напаѓа судиите, обвинителите, а тој треба да е среќен што судиите и обвинителите така постапувале према Антонио Милошовски, бидејќи му е многу близок пријател, за да не му се случи нешто што ќе му се случи, што кривично ќе го гонат за 4 кривични дела. Заедно со татко му, ќе повторам. Значи, сега, за да му дај позиција, втор човек, после Африм Гаши во собранието. Ова му е како награда, заради тоа што се спасил од кривичните 4 дела во минатото. Не е ни прв ни последен. Меѓутоа, ДПМН стално зборува за Дуи, дека биле 20 години со власта, а овај па, Антонио, рекордот го води, 25 години бил со власта. Толку имам и со да ви кажам. Поздрав. Благодарам, поздрав. Повелете кој ни е следен. О, ме прекина. Не, во програма сте, повелете. Па ти викам кој е друг, викате затоа. Така да нашите закони се така. Значи мора да се направи нешто тука да има овакво бирање од народот. Затоа што ако вака се или нека предишат закон од некоја друга држава, ако нешто не е онако, не, значи ова е буквално игра. Ова е едно играње со народот, како они што сакат и така да се онак. А да се направи тоа потекло на имот, па они парите нема да ги чуваат тука, овако, кажи ги овие судиите и сите цел потенцијал што е на врвот на државата, они сигурно Швајцарија одошто живее. У Швајцарија колку пари се пропаднати, што семејствата не им ги знаат шифрите на тие таму што ги оставиле. Така да никој овдека ништо не ти остава. И не може, зашто да не може судија да се менја? Зашто да мора да биде, ајде, не знам таму од колку години, до колку ја не знам колку години господјата Кацарска веќе она е негдека околу, што знам, 67-8 години и се уште да работи. Значи, за нив важат ли некои правила и за пензија и за ред други работи? Значи, они ги уживаат сите права, буквално што се направени за нив, а не што се законски во државата како што се за целиот народ. Затоа младите, што е ова, нека дојде некој млад, нека биде обвинител или судија или овакво. Не може само да се става како нив им одговара, а народот, пази, народот ги плаќа. Значи они се буџетари, зимаат пари од народот. Ја не можам како може да сватат само за нив да си се решават. Гледате го другиот судски персонал што е администрација. Значи со какви пари за нив законите не важат, за суди и адвокати само важат, а они им ги вршат услугите на. Да, благодарам ве, поздравувам, но ете, како нив им одговара. Имено тоа е одговорот пак на вашето прашање зошто не препишат, односно е преземат од друга држава. Па затоа што го преземаат само она што нив им одговара, тоа што не им одговара не го преземаат. Тоа што ќе го преземат се повикуваат на друга држава. Така еве и најново по однос на ова дали деца ќе одат на распуст, дали ќе има распуст поради загадениот воздух, министерката за образование одговара нема да одат, значи не одговара како да се реши воздухот туку. Нема да одат на распуст затоа што во другите држави
децата од градинките и од училиштата и со грип и со настинка оделен на училиште. И предшколските и школските. Ете, значи има каде што одат, па и кај нас нека одат. Веднаш е повикување. Прво, ние немаме ништо свое, да кажеме, ќе биде затоа што така одлучивме. Не сакам ниту да гледам дали одат или не одат. Каква е ситуацијата кај нас? Носиме ние одлука. Тоа е клучниот момент зошто ние имаме проблеми и со Бугарија, и со ЕУ, и со сите и внатрешни проблеми, ете, ниту нов кривичен законник, ниту ништо. Се е поврзано со тоа како во некоја друга земја, а при тоа поврзано со тоа што нив им одговара. Ако е нешто што не одговара, тогаш не е видете во таа земја. Утре може да им одговара, да речеме, оружје. Не е битно некому, но чисто како пример. И ќе кажете, еве видете во таа држава можете лесно да си купите оружје без дозвола, со лична карта. Ете и ние ќе воведеме. Но тоа е тоа. Прво, нема своја одлука во зависност од тоа кој е степенот на загаденост, какова и така натаму. Во тие држави каде што одат во градинка со настинка и грип, дали е загаденоста на воздухот толкава? И конечно, повторно велам, врз основа на параметрите тука и на личните тие анализи и експертизи, еден куп советници, експерти, заменици и така натаму, што прават таму? Па треба да донесат своја одлука или што ме во тие земји така е, во оние земји онака е, па и ние ќе направиме, па дајте тогаш може да се десеткува таа администрација таму. Не треба ни заменици, ни премиери, ни советници, ни министри, ни ништо. Да видиме од таа земја, како што најчесто и се прави. Кога станува збор за ЕУ законодавството, споредете ги со Хрватска е генерално пресликувањето. Се зема оттаму и се прават тие модели. И тоа не се ни крие. Да, ние се усогласуваме со ЕУ, како што, ете, за се вели, правиме и во тие земји е така и кај нас ќе биде. Ајде направиме нешто автентично. Затоа ни отиде и ајвар и се, ова го правиме ние и ова е наше со заштитено име. А не сега правиме ние ајвар кој се прави како во Словенија. Повелете кој не е следен. Да. Ве слушам, повелете. Да, повелете. Колку пати се помена се цела емисија тие водки. Како водител, ово е четвртка часа не е имало до сега. Тешкаш да не му смета ништо. Па секој ден истите 5 души. И завршува со емисијата. Како може па 15 минути да ја зборуваш темата и после секој јавно да коментира. Посвети се мајка му стара. Па направи никој да не ја слуша оваа емисија. Толку ли? Имаме ли време за уште некого? Повелете, добра вечер. Добра вечер. Да, поздрав, повелете. Сабраќам за сите колеги од граѓанскиот парламент. Ние сме најдемократска партија. Треба да сме единствени. А не сме ни 10% кои бараме судиите да одговарат, конфискација. Ќе прифатите без да одговарат за криминалите, за договорените злосторства? Обвинителство е спорено. Обвинителството е странка по постапките. Беше во судница тој Муртино и му пресудија монструмите условно. Уште пред да биде премиер. По ниво ми беше што бе во тој период во оваа држава, замислете. Тој премиер. И сватете еднаш. Значи, немој упорно да се држите за некои работи кои немат неиздржано е. Обвинителството е споредно нешто. Судиите мора да одговарат за договорените злосторства. Ако не одговарат, ништо нема да биде. Значи, кога ќе одговарат, ќе не биде. И многу колеги кажуваат, нема од државата ништо и да се смени, и да... Кој ќе се смени, кој ќе одговарат. Ќе видиме Швајцарија на Балканот, значи ќе се вратат украдените пари и ќе има сигурност. Ќе се вратат многу наши, ќе ги донесат парите, ќе отворат тука бизниси, тука тие се родиле, тука нивните предци се, да не речам
и гробиште и ќе бидат и тука и тие за вечно почивалиште ќе имаат. Значи никој. Јас сум имал многу мои кои починале и ги донеле тука. Живееле таму, нивните деца се родиле таму и после посмртните останки тука му се. Так. Значи и се родиле и ќе останат поколенијата и натаму нивните споменици. Значи сватете, судиите мора да одговараат, ако не одговараат, тогаш е проблем. Мора да одговараат за криминалите. Поздрав. Поздрав до вас, благодарам, поздрав и до сите. Затоа се битно институционалното функционирање. Судски совет по однос на контрола на работата на судиите и редовно работа, но и промена. Совет на обвинители за обвинителството и така натаму. И нема што тогаш, инаку да оставите секому на совест, тешко дека ќе функционира како што и не функционира. Освен ете што ние функционираме, барем некако ги детектираме овие работи. Благодарам што тоа го направивме и вечерва. Ви посакуваме секое добро, останете со Телевизија 24. Довидување.